Ако не гониме за кој, како и на кој начин прислушкува во Република Македонија, зашто постои специјалното јавно обвинителство? Тврди на Таргет е предмет за тоа дека лица од УБК, службени лица, ја уништиле опремата, за да не може да се утврди дека на тие машини се прислушкувал. И Таргет, имаме форензичко вештачење во кое се утврдува кој, како и на кој начин прислушкувал. Значи, имаме докази во предметот кој се уште не е почнат пред судот, а кој би требало, и таму се надевам дека сите ќе бидеме присутни да ја видиме, да утврдиме кој прислушкувал и дека специјалното јавно обвинителство има не многу докази за тоа кој прислушкува, не може таков предмет да го даде на основното јавно обвинителство да го застапува. Како е можно тоа? Како е можно тоа? Мислам, ние затоа постоиме, заради тој предмет. И тој ќе го застапуваме до крај на постапката. И друго да ви кажам. Ние имаме докази дека тие лица кои се обвинети прислушкувале во Република Македонија. И тоа ќе биде потврдено и утврдено од страна на судот. Се надевам дека уште во петок, како што е закажано, рочиште по предметот тврди на Таргет, веќе еднаш ќе почне. Знаеме дека двајца од обвинетите се во бегство, но се надевам дека судот ќе се одважи и ќе ја раздвои постапката или не, или ќе во отсуство ќе ги суди, како ќе одлучи судот, да го започне овој предмет, каде што јавноста, граѓаните на Република Македонија ќе видат како им се злоупотребени сите права, личните права во Република Македонија. Значи има повеќе од 20.000 луѓе кои се незаконско прислушкувани во Република Македонија. И тоа ние ќе го докажеме во суд. Што се однесува до истрагите и до Талир, точно е тоа дека водиме многу предистраги, не 12 истраги. Сите се во завршна фаза. Мислам дека за сите воспоставивме надлежност по однос на предмети кои ги преземавме од јавното обвинителство или од организиран криминал и не се истечени тие 18 месеци, што значи ние ќе можеме самите да ги застапуваме на суд. Но се уште траат тие 18 месеци и точно е тоа дека има некој во завршна фаза и дека во следниот период мислам дека нема да биде тоа до извештајот, сега се спремаме за извештај, да го изготвиме нашиот 6-месечен извештај, нема да биде дадени во суд, но во идниот период сигурно ќе ги дадеме во суд на оценка од страна на судот или ќе донесеме друга јавна обвинителска одлука, се разбира. Исто така и за Талир. Свесни сме дека завршуваат 18 месеци, интензивно се работи на тој предмет. Веќе се повикани и одредени осомничени лица, мислам, дека ги потпишав поканите пред 3-4 дена, дека треба да дојдат во обвинителството. Се надевам дека ќе се повиканите ќе бидат, ќе се јават на поканите и дека побрзо ќе го завршиме предметот. И што друго да ви кажам? Специјалното јавно обвинителство најмногу работи кога е мирно вака, кога нема кога не е многу во јавноста. Работиме на 130 предистраги. Повеќето се надеваме дека ќе бидат во истрага преточени, но сепак да оставиме времето да покаже. Скопје 2014, верувајте дека е обемен предмет. Не знам како да ви објаснам дека се работи интензивно на него, а и во периодот од летните месеци добивме многу материјал од градскиот архив на град Скопје. И сега тој се анализира, се скенира и има прилично напредок во него, но сепак треба да оставиме да го изанализираме на колегиум истиот предмет. Се работи интензивно на него. Актор исто така
е во завршна фаза за да донесеме јавно обвинителска одлука, и за електрична енергија тој е уште во предистрага. Тој предмет мислам дека предметот е на определено вештачење од страна на дадено од страна на обвинителот кој го води. Работиме и на други предмети кои се во завршна фаза за предистрага, а и работиме и на отварање на привршување на одредени обвиненија. Еве, не ме прашавте, јас ќе одговорам уште на едно прашање. Ќе кажам нешто. Има дел од самиот извештај кој ќе биде даден сега на 15 септември, ќе има еден посебен дел, аспект специјален извештај, кој ќе се однесува на одредени нерегуларности, недоследности во работењето на судовите и на судиите. Тоа ќе биде нешто ново, во тоа што го анализиравме во овој, исто така дополнително во овој период. Имаме полни раце работа, може би некој не му е пријатно што имаме работа, но така е.